Еве, ние веќе си го започнуваме дружењето заедно со гостинот кој што ви го најавив, човек кој што има 45 годишна актерска кариера, има одиграно повеќе од 120 улоги, речиси сите се комични, човек кој што македонската јавност го познава и го следи сите овие, па да не речам половина век. Младен Крстевски, добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добре ме најдов. 45 години е вистина бројка за респект. Секоја чест. Изгледа многу се. А изгледате вака како да имате 39, да не речам 40. И 30 како омладинец. 69. Браво. Неуморен, секогаш не во еден, туку во многу повеќе проекти, секогаш помеѓу две патувања и секогаш насмеан, што е нешто важно за човек кој што ја троши енергијата, се дава себе си, влегува во туги ликови, разработува туги животни приказни, понекогаш се многу спротивни една од друга, но верувам дека ја изнајдовте цаката како да останете во суштина младен, оној кој што е приватно. Така? Па да, па најверојатно може и името ми го носи тоа. Младен, вечно млад. Да. Мислам дека од тука потекнува се. Па добро. Ве фативме пред премиера. Пред премиерата на Лебедова песна, со која се подготвувате да отпатувате во Русија на меѓународниот театарски фестивал на руска класика. Така, нели, каде што не одите за прв пат, 2018 веќе бевте заедно со Васил Зафирчев. Да, и со Марина Папанкова, да. Да, беме тоа со Вдовицата се мажи од Чехов. Во последно време некако по Мераклија сум чекал да го работам, многу интересен. Да, беме тоа, земаме тоа и награда за најдобра театарска представа и мислам колективна актерска награда ни доделија таму и мислам дека станува збор за мощен атрактивен фестивал, бидејќи идејата и са кажувате ви во самиот наслов дека тоа е насловот на фестивалот е руска класика. Значи доста добро се, но знаете што е добро, мислам на тој фестивал за нас за македонските театри. А добро е што ние не само Велешкиот театар кој бил или сега ние кој годиме, мислам дека други неколку театри што биле на тој фестивал се одат претежно со Чехов, со текстови од Чехов и некако ги преадаптираме неговите текстови и малку нив име во првите представи беше збунувачки како са ти Чехов да им го преправаш нив, кога канеш да речеме свадба, сам било која македонска свадба, некој англичани, не знам, некој руси или некој да не ја прават, да не ја преправат. И мислам дека станува збор за дека може атрактивни сме таму на тој фестивал. Значи македонските класици опасна работа во Русија, така нели? Браво. Па да, опасно, да, одлично. Во овие 45 години сте добитник на 14 награди, од кои 9 државни, останатите меѓународни. На која сте особено горд или која ви била најголемо достигнување, ако можам така да се изразам? Па не знам, па знаете, тоа исто, наградите се као една фамилија што има еден мајка и татко што имаат 14 деца. И сега сите можеби најмалото така малку. Да, не се па, но така најмалото бидејќи овие се израснати не те фермата, малото нели по добар ден добро утро ти вика, па така си по приврзан за него. Па добро, сите ми се драги на некој начин. Некој помалку, некој повеќе, но нема некоја голема разлика. Така. Почетоците ви беа, ако не се лажам, во Штипскиот театар, кој што страшни почетоци. Многу одамна беа, потоа малку транзитиравте лево десно и пензионерската кариера ја завршивте повторно во За жал во Велешки театар. Во Велешкиот театар. За жал. Зошто за жал? Па што да некако се случи нека работа така и сум жално. Да. Па веќе 2 години сум скоро пензија и мои колеги и тие се пред мене малку во пензија, ни некој не повикал, ни некој на кафе не викнал, ни барем кога одев пензија, барем да не викнеше некој да не опција да рече мршу материну таму, тргај таму, никој не викна така. Еве сега ние си подработуваме, работиме, снимаме. Ангажиране доволно, мислам, за овие години. А дори во овие пензионерски денови, дај Боже да траат и да бидете уште многу долго активен и присутен и вака неуморен како што сте. Се надеваме дека сте денеска. Младен, не еднаш многу пати, па и во нашиве емисија и на сите останати медиуми е говорено за положбата на актерите, за положбата на културните работници, на уметниците, каков е статусот и како живеат тие, всушност колку заработуваат, иако секаде во светот актерската работа е нешто што ти носи огромен бенефит, ти носи и финансиска добивка, додека кај нас актерската
работа некако доаѓа како аргатска работа, Не, така? ние обратно. Ние даваме за да не има. Не има Да. и за да се чувствуваме исполнето, задоволно и срекно, бидејќи актерот мора да биде на сцената. Тој ако го тргнеш од сцената, исто како да си го убил, нели? Да, точно. Се покајавте ли некогаш што ја одбравте оваа работа како начин на екзистенција? Мислам дека се е навик. Кој се навикнеш на богатство, живееш богато. Кој се навикне на сиромаштија, тогаш богатството ти пречи. Па некако што мислам дека мене богатството ми пречи, бидејќи јас сум актер, препон душ, се уште со кредити, се уште плаќам филмови што сум ги снимал. Ама со насмевка ги пополнувате уплатниците, а? Да. И јас Па така веќе во банките ме знаат. И јас така правев, си ја пополнувам уплатницата, се смеам и си викам, можеш ти, Сузано, и ова го можеш. И јас стално викам, јас се заглавам, јас се ги одглавам. И така, така терам, да. Па добро, мислам, да, знаете како јас кариерата ја делам на два дела. Да речеме, во времето на оној никаквиот скапаниот социализам, каде што, да речеме, од една епизодна улога, можев да заработам во тоа време, мислам дека нема да претерано кажам, дека некоја кола сум си можел да си купам, или некој гарсонјериче од 15, 10, 12 квадрати. Речеме, сега од овие хонорари ни 4 гуми не можеме да купиме за колата, не па кола да купиме. Две. И сега мислам, една разлика, две. Сега две до И година. тоа половни. Да. Половни. Со 0,2 мм како ни ги мерат полицајците тоа. Да, но станува збор, добро, да не се жалиме, станува збор за мощна интересна професија, не секојдневна професија, и убаво е да речеме, така, можеби некоја фала, некоја благодарност од публиката е така на улица кој ќе не сретнат, па нели, те знаеме, нели гледале, Да, многу дали ве знаат, представа, но многумина имаат понекогаш и погрешна представа за вас, бидејќи играте често пати улоги на турскиот аскер, на оние другите. Бог да опрости, кажете. Салетин било, многу си личиме со Салетин и ме среќа, на една која снима ја беше, вика, знаеш што, вика, абе луѓе ме сретаваат, вика, абе ти, знаеш, некој улог, јас што сум играл. Па мене кога ме вика, некој те гледам, а јас се гледам филмот таму, Салетин било игра, и си чутам си, можам добре, па нека знаат така. А многумина и не знаат дека се викавте младен. Доскоро така да има и многу вицеви околу тоа. Јас сум слушнала и многу анегдоти, многу вистинити случаи. Да. Ај ќе ви го кажам после емисија. После емисија ќе ви го кажам. Ајде да ги скоментираме вака накратко оние 120 улоги, комични улоги кои што верувам дека вам ви причинувале огромна радост, но ви биле огромна одговорност, затоа што ако лаички размислуваме, би рекле, па лесно е да си комичар. Најлесно е да одиграш комична улога, да бидеш секогаш оној кој што ќе ги се смејува луѓето и така натаму. Има ли вистина во тоа или е тотална заблуда? Мислам дека многу мои колеги ќе се сложат со тоа дека комедијата е најтежок жанр во театарот да си. Така сум чула и јас. Знаете зошто? Ако е текстот драмски напишан, тогаш публиката ја фаќа емоцијата, нели? Дома само да го изговориш текстот. На за комедијата треба да ја насмееш публиката. А публиката кога дојде да гледа комедија и не се насмее, ќе стане да си оди. Значи, мислам дека концентрацијата играјќи комедијата е многу поголема за разлика од другите жанрови во театрот. Да, многу тежок жанр за играње. Потоа јас во животот се определив во мојата кариера за еден тип на комедија, на една многу брза комедија. Потоа комедија, да речеме многу, јас многу тежок звучење текст, многу проблеми имаат колегите со мене, но кога ќе совладам, да речеме, улогата, кога ќе станам сигурен јас на сцената, тогаш нема запирење, тогаш дури почнува и режијата да ми пречи, почнува авторот да ми пречи. Импровизација постои ли? Со минути. Па со Ванчо Петрушевски еднаш играме Радован трети во Велес, сати 45, сати 50 минути, зване, значи службено е представата, ние сме играли 3 часа и 20 минути. Секоја чест. Па среќа имаше еден човек, го прашаме дали има некоја трета смена, да, па ја попрекинувам представата. Браво. Браво. Да, тоа се тие познати импровизации. Да, да речеме, па ние многу одамна, сега е модерно стендап, па ние веќе сме играле во самите представи, сме излегувале од представата, да, од оквирот, од рамката на представата и сме си терале разговор со публика, со ти што правиш. Тоа е предноста на театарот пред филмот. Речеме, ни се случи еднаш, мислам во Радован трети со Ванчо играме, нешто
И во втори, трети ред една жена излегува, ама со грбот завртена покрај нас, така покрупничка, помезреста, и добре, и ние ја заправаме нешто публиката, и актерите, и од публиката. И жена ја осети тишина страшна настана, и жената оди во еден се заврте, и не гледа, се е тишина, не знам што, и не вика, оди, ќе ти причекаме. Секоја чест. Да, тоа е убавината на театарот, таа магија на сцената која никогаш два пати не е иста. Дури и секој ден да ја гледаме представата која е на репертоар. Во Вдовицата се мажи, со Васе Зафирчеви, мислам, ја жалеме Марина Попанкова, сиромашката, по 5, по 10 минути, не знаеш, ние играме сосема друго, да влезеш во Чехов, текст во Чехов. И да излезеш, навистина е премногу тешко. Секоја чест. Лебедовата песна е она за што сакам да проговориме во следните неколку минути, која што е на чекор пред премиерата и ќе се представите на тој меѓународен театарски фестивал на руската класика. На што се базира? Каква тематика? Самиот текст што е? Па тоа е, да, мислам дека текстот еден од може пофеноменални текстови на Чехов, барем за мене. Особено во овие години, тоа станува збор за еден пензиониран актер, кој што ја завршува кариерата, кој што значил на времето, му аплодирала публиката, по представата доаѓале се фотографирале со него, земале, не знам, ови автограми, ваму таму, и на крајот вика, завршува, вика, замисли, јас сега никому не сум потребен, никому не сум му нужен. Знаеш, вика, овој суфлерот ми вика, ама добро, вика, вас ве сака публиката. Не, вика, публиката си отишла дома, веќе спие и го заборавила својот актер. Ги заборавила својот шут, својот... Се пронајдовте ли малку тука себе си? Па 100%. Па дури има една реплика, вика, му вика, Никита Иванович, вика, јас, вика, во животот спечелив само една стара распадната куќа, по 2-3 секунди ми ке извините, лажам, јас и тоа не го спечелив, остана од мојата покојна мајка. И точно и мојата куќа се распаѓа во Велес. Жално. Јас не верувам во случајности и сигурна сум дека оваа улога ви дошла токму сега, токму во овој стадиум од животот. Колку е така. Да, универзумот е непогрешив. Непогрешив и кога се случуваат токму вакви нешта, секогаш знаеме дека е ова некој знак, ова е некој знак. Линиите се поклопуваат, се има причина. Не може да бегаш тука. Се има своја причина. Младен, ако накратко направиме една ваква паралела на она како театрите функционирале во вашите почетни години, на почетокот на вашата кариера, додека бевте се уште полн со ентузијазам за млад и сега сте млад, нели името ви е младо, да, младич, така. Младичот. Да, но еве, кога ентузијазмот може би ви бил малку по-нагласен на почетокот кога стекнувавте име, кога се уште не бевте толку познат на јавноста, мислите ли дека актерите живееја едни посрекни времиња тогаш отколку денес или не? Не посречни, многу сречни. Порано имаше театар, а сега е импровизација од театар. За жал. Колку политиката го расипа театарот? Па не 100%, некаде околу 10.000%. Страшна работа. Јас себе овие 30 години нешто што живееме во овој така наречен смртоносен капитализам за обичниот народ, мислам дека премногу го уништи театарот, политиката. Но ја цело време се трудев и кога сум бил директор на театарот да нема, да не се чувствува политиката. Тоа беше огромна борба од моја страна и мислам дека до некаде успеав но за жал повторно се врати таа политика. Мислам дека го уништи. Ја мислам дека веќе македонскиот театар е поприлично уништен. Не грижи од самата држава. Не грижи од самите луѓе внатре. Знаеш, а уметноста е ентузијазам. Има баш една реплика, многу добра реплика во Лебедова песна, вика, таму каде што има уметност, каде што има талент, нема старост, нема осаменост, нема болест. Вика, од тука дури и самата смрт бега. Така, прекрасно. Мислам дека прекрасно кажано за самиот крај. Многу ми е драго што се дружевме ова утро. Ви посакувам успешна премиера, среќен пат и да се представите онака како што и во 2018 се представите, да им покажеме на руските класици што значи македонски, како ние го гледаме Чехов, класици. Браво. Па јас се надам дека Москва веќе не чека таму. Верувам дека е така. Младен, уште една среќен пат. Благодарам многу, поздрав и до останатиот тим кои што ќе патувате заедно.